Стигнавме на првата винарија во Франција. На овие места не плаќате, некој е среќен. Ајде да ви го покажеме местово. Веќе има некој кампер. Овие се номади како нас патуваат полого. Им пишува. Имаме пикник маси, отворен поглед. Овдека ги пробуваме вината. Има голема селекција, но ќе земеме едно бело, бидејќи мама го сака. И за мене, бидејќи сакам црно, ќе го земеме, кај беше? Ова. 1000 едно, другото 6 денари. Но не плаќаш за спиење. Еве што си купивме ние. Види што ти се оливне. Браво! Домен Люмиан. Денеска истражуваме нови делови, нови градчиња од Прованс. Бевме сабале да видиме на друго место, но немаше паркинг за нас, бидејќи е све со рестрикции за кампери. Требаше бидеме многу далеку, не ни се одеше толку пешки, некои си 20 минути пешки. Затоа доовме да го видиме ова мало селце, кое треба да е исто убаво, но со помалку туристи. Гледате го, природа помешана со историја, со архитектура. Ја мислев дека дома е. Знам што е јас. Натре има црвени сем. Ако некој знае што е ова, дека пише. Изгледа од натре како калинка. Праска. Овие многу ми се свиѓа. Овие шишиња за вино, исечено и ова направено како караф, како сега за вода. Како? Ваза? Како вазна. Да. Убаво ги сечеле. Да, многу јако. Еве ни идеја за бизнис може да земе за сечење стакло да правиме вакви. Чудно ми е дека се е затворено. Денеска има нов град, се вика Гринјан. Не го кажав точно, никој не го кажува точно. Но југе не следаат на интернет, ние не ги знаеме нив, иначе они не знаат нас. И сите ни викаат, ве свалериме од интернет, сите ни викаат. Значи, цел град, цела планета Земја. Не викаат сите југе, некој југе да, ама некој југе не, бидејќи некој југе не гледаат нас на интернет. Сите овие градчиња и селца што ги поминуваме ме потсеќаат на селцата во Македонија, што ги поминавме оваа пролет и не можам да разберам зошто нашите селца не се како овие селца што ги шетаме тука. Ние имаме автентични куќи, ние имаме култура, ние имаме историја. Зошто државата или општините или народот тој од таму не се здружат, не ги раздвижат и не ги направат атракции? Како можат французите, италијаните, германците, австриците, швајцарците, а не можеме ние? Еве црква. Буквално оваа црква ни прави да се чувствуваме како да сме во книга на Ден Браун, Стив Бери или Реймонд Кери. Го можеме да палиме свекички, ама сега немам време. Тука сме натре од црква една, многу убава. Малецка е многу убава. А во оваа црква нема оргули, само мало пијано. Новиот влогер. Уживајте го новото видео за интернет. Чао! Марки напри таму место на телефонот. Леле колку направи печуки. Кај се другите? Ги се доша. Како готви така јаде. Вино. Па ти одбери, што сакаш? Бело. Кремјаника 100%. Многу добро. Ке чекаш уште едно 14 години за ова. Еве го нашиот ручек за денеска. Омиленото јадење. Оривче тава со копанчиња. Плюс Giant beans. ги сакаш? Да ги сакам многу. Мислам дека тие се од Грција. Пеферонки и винце. На здравје.
Добро утро, се разбудивме кога отвори пинаријата. Еве што земавме. Овој пат земавме кутија од 3 литра, да имаме залика, а и беше иста цена како... Борбен авион. И плюс земавме, што е тоа? Тапанат. Ова е како крем од олива, од маслики. И ова е од црна маслинка. Има и од зелена, но ја почти сакам црна, ја бирав. Цената на ова е 10 евра, а ова е 5 евра. Но тоа е окей, цена да ја платиш за спиење без пари, струја, вода, мир. Сега се спремаме да одиме на пат, сакаме да одиме на кај Авиньон, да ја посетиме палатата на папите, но проблемот е тоа што сите отворени паркинзи во Авиньон, па и во Франција можеме да замислам, имаат лоши коментари за кражби, буквално со слики од кршени прозори и така натака. Марка прво да проба тапанат. Се свија? Па така. Ти треба вино, Марк. Одиме до Lidl преди да трошиме. Многу сакаш јаболки. Доста ми се јаболки. Кикирики. Да ми треба друга. Јас, мерси боку. Ева. Така да смачкам. Затвор, чао Марк. Сепак решивме да одиме на кај Авиньон, бидејќи најдовме камп на островот на реката Рун. Така сега Рун? Рон. На нивниот вебсайт пишува дека 17 евра за сите нас со комбе. Ако е тоа точно, ќе останеме, бидејќи е скоро километар и пол до палатата на папите и ќе биде супер за дневна екскурзија. Еве сме на кампингот. Ајде да видиме колку пари е сега за нас. Ако кампираме тука е 22 евра за сите нас. Но може да паркираме само, одма позади рецепцијата, па вајле е сигурно, мислам по-сигурно здравје во овој регион. Е 5 евра за 4 сати, 7 евра за 8 сати, така нешто беше. Прв пат во голем град. Да, со комбето. Не, Будимпешта. Освен Скопје, Будимпешта, еве друг голем град каде што сме биле со комбето. Марк, ако станеш папа, ќе имаш ваква палата. Тоа папата. Папа е како крал, само папа се. И владе е врз најмногу луѓе. Колку се мали? €15 евра, reduce price 11. Не, ама Марк бесплатно. За Марк без пари, за нас по 14,5 евро, но не одиме на мост, бидејќи малце ми е глупо да одиме на тој мост, подобро да го видиме од над, но ќе одиме во градина. Порано цела палата била со шарени ѕидови, а на многу места виселе таписерии, но се разбира тие веќе ги нема. Сите слики, сите артефакти што биле тука се однесени во Ватикан. Оваа соба била каде што се чувало златото, парите и сите битни документи. Дури пред неколку години тоа било откриено кога случајно археолози пронашле вреки злато под неколку камени блокови. Ајде. Чекај ме, Марк. Не е толку. Оди. Еве како изгледа. Палатата на папите е изградена во 14-тиот век за време на периодот кога спиштето на папите било преместено од Рим во Авиньон. Таа е една од најголемите готски палати во Европа, со површина од околу 15.000 метри квадратни. Еве 4 папи и нивните саркофази од век. Таа се состои од две главни структури. Старата палата, изградена од папата Бенедикт XII, и новата палата, подигната од папата Климент VI. Во текот на 100-годишната војна меѓу Англија и Франција,
Папската палата играла значена улога како засолниште за папите и високите црковни службеници. За време на Француската револуција, Папската палата била конфискувана и значително оштетена. Била користена како воен затвор и складиште за муниција, што довело до големо уништување на внатрешните уметнички дела и декорации. Од тука си го гледаме комбето. Таму. Завршивме. Скоро 30 евра за нас двајца, за Марке без пари и да видиме што ќе каже Едит. Мислам дека вреди. Многу беше интересно. Ако немаш таблет со тие сликите, не е толку интересно. Многу добро направено. Се сложувам, искрено. Мене ми беше многу интересно. 15 евра вреди. А може би тоа во Швајцарија што беше 40 од човек, па уште имаме болка на срцето, па затоа ова 15 ни окей. Чао, Авиньон. Прекрасно. Штета не снимав, само што излеговме од second hand shop. За 18 евра земав мајца за Марк. Не мајца, shirt. Кошула. Кошула земав, панталони за снег, 2 пара ракавици, 18 евра. 18 евра. Топ, како нови. Знам дека многу луѓе во Македонија не сакат такви second hand користени работи, ама Будимпешта многу е нормално тоа да купиш не ново. Јас сум навикнат и обожавам да идам и да најдам нешто убаво за без, буквално без пари. Таму ни е комбето. А тоа таму е тој мостот, но не плативме плюс 4 евра за да го гледаме. Стигнавме во Декатлон, од каде што Марк ќе добие нешто ново денеска. Што се кажеш да најдеме? Па на ролер. Тога ќе биде малку гужва. Како твојот точак, само ролер. Требаме прво да го видиме дали ќе ми биде точно да држам. Ова е иста како мојот точак. Тука е 160. Ние на Марк го купивме, мислам дека 180 од Хрватска. Ајде, бос. Vou escutar. Да го купиме? Чекај. Ова е за десно колено. Золото. Добре? Да. Good? Добре? Да. И ова земаме. Бадминтон да играме малце. Стигнавме во Вердон. Ова е нашето кампинг место. Конечно имаме сонце да уживаме малце. Ова е ролерот, спремен. Езерото Вердон е одма пред нас. Овие ни го земаа местото одма пред нас. Но мислам дека е лошо бидејќи коли поминуваат. Е овде одма. А еве го убавото езеро. Сега ова е многу популарно во лето, пролет исто така, а и целиот овој регион, бидејќи ова е регионот на лавандер. Секаде имаше лавандер, но е исушен, не ќе да снимам така нешто. Ова е омилен регион на Едит, бидејќи она е полна по оние есенцијални масла и тука е нејзината омилена фирма, така да сигурно ќе идеме да видиме таква нешто. Инаку она прави чудо од есенцијални масла, креми, напитоци, јадење, шампон и викам да отвори дуќан таков у Скопје. Денеска ќе јадеме лосос и зеленчуци. Мислам дека имам натре копир, затоа нема да правам ориз. За рибата треба уште малце. Што е ова? Вау, ствари тука внатре има парчиња мевце. Мислам дека бейкон. Интересно. Ќе пробаме. Добра мириса. Рецето е готово. Тарам! Зеленчукот вака испадна. Има бейкон натре, компири, морков. Што се овие зелените? Боранија. Боранија, да. Бейкон е сланина. Сланина, да. Протистот е спремен за јадење. Добро утро, екипа. 8:30 е овдека, но многу тивко. Кампов е многу тивок. Да спијат, само Марк и јас спреме ga ламу до моментов. Ама тоа е, ново му е и сега мора да си го вози. Одиме да најдеме пекара, ми кажа дека е многу близко, па одиме да најдеме. Еве го. One baguette.
Wel chocola. Croissant. Ајде. Опремени за денеска. Многу поскапо него Lidl или други пекари, но во кампот е. Спиди. И застана. Каков ентренс имаше Марк, како влезло сликата, филмски, Холивуд. Од езерото имаме да возиме саат и 27 минути за 73 километри и се спуштаме накај Азурна обала. Нема да одиме во Сент-Тропе, ќе одиме ома после Сент-Тропе едно место и ќе ја возиме обалата додека не стигнеме до селото Езе. Од Езе не откриваме кај ќе одиме. Додовме на Азурна обала, да видиме море, торани и кул јахти, но во меѓувреме најавме нешто друго. Aqua Park. И таму одиме. Па добре, утепавме на саат и пол на ова место. Ладно беше? Вода беше ладно, да. Друштво, ќе завршиме ова видео тука. Се гледаме во наредно. Пис! Ме гледала наредно, пис!